Добро вечер. Јас сум Маријан Камиловски, академски сликар и воедно и автор на оваа книга Розата од вода. Оваа книга е издадена 2005 година и она е во соработка во еден дел со мојот колега во тоа време Диме Димитров, и она се однесува на една специфична тема која се однесува на Македонија и македониумот генерално. Значи, као и повеќето интелектуалци, луѓе кои се загрижени за проблемот на Македонија со незиното уставно име, со бришење на идентитетот и со сите тие работи. Значи, негде во периодот 2000-2003, као што со предходно споменатиот колега, запнавме да ги истражиме тие работи, да видиме зашто се случува сето тоа, кои се проблемите, и дојдовме до некои многу интересни увиди. Тие увиди, пошто ние сме аматери, не сме професионалци за разлика од луѓето кои гостуваат во оваа емисија, ги ставивме во една книга во форма на роман, која се вика Розата од вода, и паралелно објавивме уште една книга, позната под името Македонски речник на зборови со езотерични кодови. Зашто запнавме токму со оваа тема да се бавиме? Повод беше еден француски речник по езотерија од известен Пиер Рифард, каде што имаше една занимливо толкување на зборот аријци, односно ариевци, древноаријските народи, од кои потекнуваат повеќето европски народи, вклучително и македонците, каде што има една интересна реченица, каде што он вели дека древноариските народи всушност преку својот јазик пренесувале одредено учење, одреден езотеричен код. Оно во што верувале, тоа и го на некој начин кодифицирале во јазикот, и на тој начин тоа учење било пренесувано со низ генерациите. И тоа е многу интересен начин на пренесување на одредена традиција низ кодификацијата во самите зборови, затоа што се додека постои еден народ, ќе постои таа кодификација. Токму од таа причина не им биле потребни, уствари второстепени им биле пишаните документи и клесаните документи, затоа што сумата на тие учења веќе се содржала во самиот јазик. Значи, тоа е оние што читале Библијата знаат дека во Генезата, во првиот дел на Библијата, стои приказната за Вавилонската кула, каде што се кажува дека постоел еден народ и еден јазик, и потоа Бог по негова промисла ги измешал тие јазици. И навистина, ако под поимот еден народ и еден јазик подразбираме народ кој збори одреден специфичен јазик, одредено правослово или правословие, таму е овој термин кој денеска се употребува во православната црква, значи тоа е веројатно бил народ кој носел одреден гностички спознаен код во својот јазик. Значи, ние тоа го обработивме во оваа книга, го обработивме во форма на роман од типот на оние бестселери на Ден Браун, кои што исто така се базирани на одредени вистински постулати, па потоа се шпекулира, и на тој начин, неоптеретени од обврската да се конфронтираме со некаква научна заедница, си допуштивме да шпекулираме што е можно повеќе. И дојдовме навистина до еден, барем според нас,
специфична шема у која во македонскиот јазик и генерално во сите словенски јазици може да се согледа дека постои одреден патерн по кој се распоредени зборовите и на тој начин они го пренесуваат знаењето. Например, у лингвистиката постои една теза дека јазиците кои не содржат падежни форми, кои не содржат темни вокали, се генерички постари јазици од тие кои имаат падежни форми и темни вокали. Значи, падежните форми се сметаат за пермутација, односно за подоцнежна форма во јазиците. Второ, многу битни се така наречените генерички низи. Например, во македонскиот јазик имате пример, например, ракав, рака, ракавица, или нога, ногавица, или граден кош, кошула. Значи, тоа се генерички низи низ кои од еден поим се развиваат фрактално, така се вика тоа во математиката, само слични, но не и само исти зборови, кои ја објаснуваат целата низа на поимот. Значи, еден поим као рака и што од него може да произлезе ракавица и ракав, нели? Например, во англискиот јазик тоа е сосема поразлично. Например, рака е hand, ракавица е glove, ракав е sleeve. Значи, тие зборови немаат низа, туку се внесени од различни извори. На тој начин може да се одреди кој јазик е генерички, а кој е еклектички. Односно, кој јазик е хибриден, а кој јазик е природно настанат. Значи, тоа е една теза. Значи, во речникот на зборови со езотерични кодови, ние фактички покушавме да ги утврдиме тие генерички низи во македонскиот јазик, чисто со намера да покажеме дека она е стар и автентичен јазик. Меѓутоа се покажа дека не само што е стар и автентичен, туку дека генеричките низи, тие фрактални низи на зборови всушност носат одредено спознание, кое е многу важно и преку него се гледа дека фактички древното ветско учење е директно кодифицирано во јазикот на словените, може би понајвеќе во јазикот на македонците, иако е присутно и кај срби, и кај бугари, и кај руси. Токму ради тоа отсуство на падежни форми и темни вокали, при што не доаѓа до замутување и до пермутација на тие генерички низи, туку напротив може да се види целата работа во незината суштина. Значи, пошто оваа емисија 40 на минути, 45 минути, ние овде јас не можам да презентирам целосно тој увид што ние го пласиравме во книгата, која веќе доживеа второ распродадено издание. Туку ќе се осврнам само на некои клучни моменти, колку да може гледачите да го видат контекстот на размислување. Потоа може, доколку се заинтересирани, да ги проучат овие книги, а веројатно ако сватат шемата на размислување, онда ќе може самите да пронедат одредени патерни. Нормално за ова е потребно малку поголемо знаење од областа на јазиците и од областа на лингвистиката. Значи, потребно е се одредени сознанија како некои зборови звучат на санскрит. Веројатно, многу мина ќе бидат изненадени кога ќе видат дека санскритот фактички е преполн со словенски термини и тоа сега ќе го покажеме. Например, санскритскиот поим видја, што значи видјавање, односно гледање, е практично идентичен со денешниот македонски. Додека авидја, односно негледање, кај што а е негација, исто така е нешто што може да се сретне во некои наши дијалекти. Што е само еден пример. Да почнеме со еден поим кој нас ни е доста близок, мислам не близок, него е секојдневен, тој е поимот брак.
Малку мина знаат дека потеклото на зборот брак е во санскритскиот термин брах, што значи нешто свето. Например, во санскрит брахман значи свет човек. Тоа оние што ги занима хиндуизмот го знаат тоа. Нашиот поим брак е директно поврзан со оваа кодификација. И сега тука е многу важно да видиме како се развивала таа агностичка мисла. Значи, поимот брак уствари значи мажачка и женачка. Тука е многу важно словото Ж. Оние што го читале Ден Браун и Кодот на Да Винчи, или што го гледале филмот, онда знаат дека оние познати масонски символи во латинично нагоре и во латинично надоле и Л кирилично надоле, фактички ги означуваат така наречениот машки и женски принцип во природата и во езотеријата, бидејќи во езотеријата секогаш постојат три принципа. Тоа е принципот на тројство, значи левиот принцип обично се смета за женски, десниот принцип, левиот или материјалниот принцип се смета за женски, десниот или духовниот принцип се сматра за машки, додека неутралниот принципот во кој овие две работи се спојуваат, се сматра за божествен. Значи во хиндуизмот го имаме истото тоа Ида Пингала Шушумна, истиот принцип постои во Кабалата, значи во дрвото на животот, кај што имате лев десен и централен столб. Кога идете во црква, истиот принцип го знаете сите, зашто што лево од олтарот се наоѓаат жените, десно од олтарот се наоѓаат мажите. Значи, овде го имаме зборот, словото Ж. Ж во суштина означува крст, како што гледате. Значи, ако сместиме во центарот на тој крст Богочовекот, ќе видиме дека он ги раздвојува. Од својата десна страна е зборот маж и од својата лева страна е зборот жена. На овој начин, овде доле може да ги видите тие познати масонски символи, кај што триаголник нагоре представува машки принцип и триаголник надоле представува женски принцип. Додека спојот на тие два принципа всушност го прават оноа што се нарекува чудо или брак. Значи, тоа е таа светост. Значи, се надминува поларизацијата, бидејќи во езотеријата материјалниот свет, световниот свет се смета за дуален. Значи, он е составен од свет на енергии и свет на материи, кај што се видливо е женски, односно материјален принцип, и се што е невидливо е енергетски, односно духовен принцип. Меѓутоа, за човекот да ја оствари својата целост, значи он мора да го изврши тоа алхимиско венчавање и да се поврзе преку централниот божествен принцип, да ги поврзе тие два аспекта и на тој начин се добива она што ние го нарекуваме мажена жена или женет маж, значи, или брачна заедница. Значи, бракот не е само технички сојуз некаков меѓу мужот и жената во смисла на генерирање прокреација, туку е навистина еден метафизички спој во кој освен што се генерира таа божествена енергија која црквата нарекува благослов, се дешава и главното чудо, кое ден денеска ние не можеме да го објасниме, тоа е животот. Гледано од овој аспект, ние сега може да се осврнеме на некои други зборови, кои доколку ги толкуваме со словенски кодови, односно македонски кодови, они добиваат сосема поинакво значење. Меѓутоа, многу интересно е, и тоа во книгата го нагласивме, таа забрана од толкувањето со словенски кодови да се однесува на поими кои постојат наводно пред 7 век. Значи, на словенството буквално му е забрането постоење пред 7 век. Зашто е ова вака? Затоа што повеќето од овие учења
у суштина и христијанството, и мистичното христијанство, и кабалата, у суштина изворно се учења на древните веданти. И древните веданти тоа фино го кодифицирале во самиот јазик и на тој начин го пренесувале кроз генерациите. Меѓутоа, тоа учење, барем според верувањата од тоа време, не смеело да биде достапно за секого, затоа што дава одредени манипулативни способности. И на тој начин остварување доминација на човек врз човек. На тој начин одредена каста го сматрала тоа за привилегирано и тука е веројатно дојдено до тоа мешање на јазиците како би се зацкрил тој гностички спознаен код и тоа. Например, се би тргнал со еден познат поим исто од Библијата, тој поимот генеза или генезис, што значи постанок или настанување. Значи генерирање значи творење, нели? Поимот гена, од тука доаѓа, нели, поимот гениталии, половност, односно репродуктивни органи, всушност е грчки официјално, нели? Во генезата од Библијата ќе видите дека у суштина Бог прво ги ствара небото и земјата, што значи дека што тоа значи, уствари, како он ги ствара, што е тоа. Доколку го земеме ова Г, го замениме со словенското слово Ж, ќе добиваме женезис, односно женачка. И сега добиваме еден директно алхимиски термин, односно поимот алхиминско венчање, односно женачка. Значи, тоа е венчавање на духот и материјата. Фактички материјата, која не е поврзана со духот, она не постои, она е мртва. Подосна ќе прикажеме еден инсерт во кој јасно се гледа дека вибрацијата генерира форма, а формата генерира вибрација. На тој начин поимот генезис, толкуван со грчки термини, апсолутно нема никаква спознајна смисла, додека толкуван со словенски термини, односно македонски термини, и како добива поинакво гледање на работите. Тоа е само еден збор. Вториот збор се однесува исто на првата книга Мојсиева од Библијата. Тоа името Каин, нели, познатите браќа, односно првите деца на Адам и Ева, каде што Каин го убива Авел, својот брат, поради љубомора, поради тоа што Бог му бил повеќе наклонет на Авел отколку на Каин. Нема да навлегувам во тоа, туку ќе поставам прашање едно на една парадоксална ситуација. Имено словените, нели, имиджот на словените е дека се тоа неписмени диви луѓе, кои христијанството го примаат благодарение на нивното доаѓање на Балканот во 7 век, и наводно, нели, тогаш они процветали како нација, како што е малце парадоксално, затоа што терминот покајник или покајание, значи, е директно поврзан со името на Каин, што значи дека словените или немале термин за покајание, бидејќи Каин е термин од Стариот Завет, не е возможно словените да го примиле овој термин, да постоел кај нив. Или можеби со само обратната ситуацијата, дека терминот Каин, кој е директно поврзан со зборот покајание, што значи после Каин, тоа е состојбата на Каин кога увидува дека убиството е зла работа и дека он почне да се кае, значи кај него се раѓа совеста, токму затоа и он добива заштита од Бог, значи он дозволено му е да го одживее својот живот во патење и креирање свест за чинот што го сторил. Значи тоа е една искрена самосвест. Значи во ниеден јазик на индоевропејците поимот покаяние, например реморс во енглескиот, не е поврзан со името на Каин. Само кај словените
терминот е директно поврзан со содржината. Значи, состојбата на покаяние или покајник директно ни кажува дека се работи за нешто што е директно поврзано со Каин, а Каин знаеме дека е злосторник, односно убиец. Значи, покајанието е состојба која се случува после извршено лошо дело, неприфатливо дело. Значи, се наметнува прашањето од каде овој термин кај словените, доколку оние примаат Библијата во 10 век и христијанството воопшто. Значи, имаме една парадоксална, да не кажем абсурдна ситуација, која, за жал, и официјалната наука и кај нас и во светот, онака, едноставно ја игнорира или неглект, што викаат енглезите, ја превидува, односно не ја гледа, нели? Многу македонски звучи. Изгледа дека проблемот сепак се наоѓа во така наречената германска историографска школа од 19 век, која целокупниот идентитет на европската цивилизација директно го врзува за грците. Значи, фактички за античка Грција практично е мајка на целокупната европска цивилизација. Значи, германските националисти као Хегел, као не знам кои други, во тој период кога се откриваат нови светови, као Индија, као Кина, кај што интеракцијата меѓу световите веќе е голема, идентитетот на европејците пошто пото е врзан за античка Грција и практично ништо надвор од таа античка Грција не може да биде фактички створена една врста на брана помеѓу другите цивилизации и европската цивилизација. На овој начин европската цивилизација е изградена на погрешни кодови, бидејќи вистинските кодови на европската цивилизација сушност се словенските кодови, бидејќи словените се или директни наследници на индоариевците, или се они самите древните индоарици, односно пишувачите на ведите, затоа што сите овие зборови се присутни во јазикот на словените. Еве ќе земеме некои термини од антиката кои се наводно грчки, а кои се исклучително разбирливи со словенски кодови. Например, кога студирав ликовна академија, кога ни предава историја на уметност, нели учевме за познатите скулптури грчки од античка Грција, нели, унаводници, кои се нарекуваат куроси и кориции. Курос наводно е момче, додека кориција е жена, односно девојка. Што ова значи? На грчки не значи ништо. Самиот збор курос на македонски знаете дека е директно поврзан со вулгаризмот кој го означува машкиот полов орган, нели? Јасно е дека младото момче, скулптурата на младото момче е фактички нешто што е лесно објасниво со словенски кодови. Останува зборот кориција, односно девојка. Доколку го толкувате со словенски кодови, зборот е идентичен со поимот кора за меч. Значи се работи за асоциација на сексуален акт помеѓу машко и женско, каде што корицата го символизира женскиот полов орган, додека машкиот полов орган е јасно кодифициран во зборот. Значи, што имаме сега ситуација? Имаме ситуација кај што повторно се јавува така нареченото алхимиско венчание, односно спој на машкиот и женскиот принцип, кој е основно во сите езотерични учења. Спој на опозитите. Сите езотерични учења сметаат дека треба да дојде до надминување на дуализмот на материјалниот свет, а тој дуализм се надминува кога опозитите ќе се спојат и ќе се постигне така наречената суперпозиција, која е состојба која е над овој свет или состојба божествена состојба, односно состојба на диванизираност. Значи, доколку овие термини не ги декодирате со словенски кодови, они за вас се обични флоскули кои немаат апсолутно никаква смисла. Меѓутоа, кога ги употребите словенските кодови, ќе видите дека
дека тоа и како има смисла и тачно се знае на што они реферираат. Меѓутоа, таа забрана за употреба на словенските кодови пред 7 век постои во целата наука, дури и кај самите Словени. Тоа мислам доволно да ги видите нашите научници и ќе видите дека тоа едноставно не функционира. Уште еден пример познат од антиката кој како звучи толкуван со словенски кодови и како звучи толкуван со грчки кодови. Значи, тој е поимот амазонка или жените кои живееле без мажи, односно жените воини кои одбивале машка доминација и така на така. Мислам, целата таа приказка, знаете, нема потреба да ја експлицирам овдека. Меѓутоа, официјалното толкување на официјалната наука на поимот амазонка уствари доаѓа од амазос, што значи на грчки без гради. Значи, приказката е малтене перверзна. Наводно амазонките ги отсекувале своите гради за да може да ракуваат со лаки стрела. Значи, да не им пречат градите при отстрелување на стрелата, нели, при затегнување на лакот. Што е нонсенс. Мислам, тоа е нешто што не верувам дека воопшто постоело некогаш, бидејќи не постои жена која би го отстранила својот главен украс за ракување со лаки стрела. Меѓутоа, што се случува ако го толкуваме зборот со словенски кодови? Значи, А е негација во санскрит, значи тоа е задржано и кај грците, постои кај нас у некои форми. Мазос, грците фактички словото ж не може да го да го изговорат. Они никогаш не можеле да ги изговорат слоговите ж и ш. Значи, уместо нив имаат з и с ги користат. Значи, амазос всушност е амажос, значи без маж. А зонка е женка. Тој ден денеска се употребува во Јужна Србија, зона Замфирова, го знаете, оној филм што беше српски, на тие дијалекти македонско-српски тука негде што се случуваат во пограничните региони. Чи буквално со словенски кодови амазонка значи жена која живее без маж или без маж женка. Што е многу пологично отколку да зборуваме за жена која ја сече својата града за да може да го затегнува лакот. Нели, што е произволна безвезарија на некои кариеристи по белосветски овакви познати универзитети. Уште еден парадокс на историската наука. Тоа е зборот Василеја Романа. Василеја Романа, ни помалку ни повеќе, е името на Византија. Византија е термин кој се употребува од 19 век. Значи, таа историографска школа, германците, односно, они се тие кои ги етаблираат овие термини. Во времето на Византија, например, ако имате времеплов и да се вратите во тоа време и прашате кај се наоѓа Византија, ни ќе ве гледат бледо и нема да ви кажат. Нема да знаат што ги прашувате. Меѓутоа, доколку им се обратите со каде е Василеја Романа, ќе ви кажат таму и таму. Нели? Значи, Василеја Романа буквално значи во силата на Рим. Значи, тоа е наводно грчки превод на Империум Романум. Значи, Империум Романум е латинскиот термин. Од Империум Романум, кој е корен па на англискиот јазик, значи, односно латинскиот е корен на англискиот јазик, денешната форма би била In Power of Rome, значи во силата на Рим. И сега гледате, Васила и денешниот македонски во сила, значи ден денеска го употребуваме тој термин во силата на законот, или законот стапи во сила, во владение. Значи, буквално Византиското царство има македонски наслов, или наслов кој е разбирлив со словенски кодови. И сега доаѓаме до една парадоксална ситуација. Денешната наука Византија во главном ја врзува со грците.
словените доаѓаат во 7 век, онда Византија фино си функционира со се словените до 15 век, кога последните словенски кнезови го пружаат отпорот против Отоманската империја. Значи, овде нешто исто така не е чисто. Очигледно е дека значи, тука се оние приказки дали Васили Велики Македонецот и неговиот внук царот Самуил, всушност за каква битка се работи. Дали е тоа битка помеѓу самите македонци или дали воопшто и колку биле грците влијателни во тоа време. Значи, многу индикативно е што главната титула Василеус или Базилеус е разбирлива со македонски кодови. Зашто Базилеус, односно Василеус, значи тоа Б и В што се мешаат као Вавилон и Бавилон, тоа е поради грчките извори. Имено грците знаеме дека го немаат словото Б, они имаат алфавети, немаат алфабети. И фактички затоа ги имаме тие беатизации, веатизации, како ги викаат, више не знам професионалците. Значи, многу индикативно е тоа што главната царска титула е разбирлива на денешен македонски јазик со денешни кодови и што е најбитно од се, тие кодови се исти во целиот словенски свет, така и во Русија, така и во Украина, значи Васила, Восила, тоа значи во владение, во моќ. Значи, оваа нашава книга фактички загатнува едно многу повеќе поставува прашања, отколку што се труди да даде одговор. Нормално прашањата директно водат во конспирација. Таа конспирација реално постои. Значи, не е случајно што на словените им се дадени имиња кои се понижувачки. Самиот збор склавиниум значи роб, нели? Нашите соседи срби, бугари имаат чисто латински термини, волгари, односно простаци и серви, слуги. Значи, тука доаѓаме до нешто што се нарекува неуролингвистичко програмирање. Ако на една нација ставите и креирате инфериорен имидж, онда тоа вие ќе генерирате инфериорна нација. Додека ако на некоја нација и наметнете супериорен имидж, онда ќе генерирате и супериорна нација. Значи, тука се тие меѓунационални препукувања кои постојат дури во самата историја, во самата историска наука. Например, името на германците, ако им го наметнете словенското толкување, односно словенскиот збор за германци, односно немци, тоа значи немите луѓе или луѓето кои се мутави. Значи, кога тоа би станало нивно официјално име, онда тоа би имало импакт на нивниот имидж и нивниот самопочит, self-respect, нели? Доколку они тоа име го носат. Значи, тоа ќе делува свесно или несвесно, свеедно, бидејќи подсвеста ги анализира сите работи, за разлика од свеста која може и да не помисли воопшто на што е тоа да го анализира името. Меѓутоа, подсвеста секако ќе го анализира и она ќе генерира поведение во однос на името. Затоа името е една од најбитните работи на планетава и не е случајно што во Евангелието по Јован генезата на светот започнува во почеток беше Словото, односно зборот. Зборот беше Слово. Словото беше во Бог и Бог беше Слово. Значи, и полека стигнуваме до самото значење на што е тоа слово, односно вибрација. Се многу битно и режијата ќе го пушти во овој контекст тоа клипче кое е снимнато од YouTube и се однесува на една дисциплина во науката која се вика киматика, која ја има истражувано доктор Ханс Джени и има еден документарец многу интересен, се вика донесување на живот во материјата со помош на звук. Значи, ако вие на една површина пуштите мембрана, ставите сол или шеќер и одоздола ставите еден стоечки бран
ќе видите како тој шеќер од хаотичен ќе се претвори во уредени форми, то символични познати форми на познати символи. Он ќе се формира во облик на крст, во облик на хексагон, пентагон. Значи, на тој начин е дојдено до поимот символ. Значи, самиот поим символ, кој у суштина го имаме во две форми, со Б и со В, токму поради тоа грчко отсуство на В, значи исто као Бабилон и Вавилон, имаме символ и символ, и наводно зборот е некаков архаизам и нема ама баш никаква смисла, доколку нели они не знаат. Нормално нека не знаат, пошто не ги користат словенските, односно македонските кодови. Наводно доаѓа од грчкиот збор цима, што значало бран. Всушност нема врска. Зборот цима е чист македонизам и сите знаеме што значи цимање на жица, односно завибрирување на жицата. Значи, додека вал, односно Ваал, од тука е, нели, она древно паганско божество, всушност значи бран, односно вал. А тука е зборот велам велиш вели, односно глаголот, или дојче веле, односно бранови, германски бранови. Значи, од зборот цима, цимање, и, односно вибрирање, и вал, бранување, фактички е изведен зборот символ. Зошто е тоа така? Затоа што кога нашите предци, кои тапанот, кој ден денеска го имаме во наша традиција, удирале на тапанот и кога генерирале одредени ритмови до степен на вибрации кои генерирале одредени стоечки бранови, они приметиле дека прашината на тие тапани се вообликува во познати геометриски форми. Тие геометриски форми кои денеска ни се познати, ги имаме во природата, као пентагони, хексагони, спирали од типот на златниот пресек и сите тие работи кои лесно се добиваат со попат на вибрации. Они ги сметале за свети символи и преку нив всушност влегле преку нивното истражување влегле до оно што се нарекува света геометрија. Нешто поем што е итекако битен во алхемијата. И генерално денеска во високата математика светата геометрија е многу интересен и многу интригантен момент, бидејќи е директно поврзан со најновите дисциплини во математиката, тоа е теоријата на хаос и фракталите. Значи, тука се допираат мистиката и тврдата наука. Меѓутоа, самите овие зборови, доколку ги толкуваме со грчки термини, они немаат апсолутно никаква смисла. Ако ги толкуваме овие термини со словенски термини, апсолутно се доаѓа до смислата на поимот киматика, односно оноа што веќе споменатиот Ханс Джени го истражува.